Штитениците од Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско полека се припремаат да го напуштат истиот и да станат дел од процесот на деинституционализација која значи самостојно живење со помош на асистенти и негователи. Процесот на Заводот Бања Банско Министерството го спроведува во соработка со 4 агенции преку Обединетите нации кои ги опремија становите кои ги добија штитениците. Целта е да може лицата со попреченост активно да се вклучат во општествените текови согласно нивните способности, согласно нивните потреби и согласно она што ќе го стекнат како квалификација и вештина во процесот на рехабилитација. Како што кажав, Министерството за труд и социјална политика не само за штитениците ќе се грижи и за вработените во заводот, напротив, вработените не само што нема да останат без работа, туку ќе бидат вклучени во новите социјални услуги како даватели на тие услуги, ќе имаат грижа за помал број на корисници на нивните услуги и ќе имаат дополнително време за собствен професионален развој. Од тука не постои простор за загриженост како на вработените, така и на корисниците во заводот. Како Министерство за труд и социјална политика имаме тесна соработка и со единиците на локална самоуправа. Општина Струмица представува класичен пример на кој начин треба социјалните услуги да бидат спуштени на локално ниво. Имаме позитивни искуства. Со трансформација се планира Заводот Бања Банско да прерасне во модерен центар за рехабилитација. За лицата е обезбедена потребна подршка, вклучувајќи лични асистенти, а за обезбедување за нега до крајот на 2019 беа вработени 5 нови негователи. Тоа, ако се најде место, како што планира Министерството, нели, мислам владата, со тој процес да бидат сите корисници по можност што може да бидат деинституционализирани, дека ќе бидат сместени. Наше е да го поддржуваме процесот и да овозможиме сето тоа што треба. Сега, како ќе тече тоа, а јас со кажување на Министерството и на премиерот и на сите дека заводот ќе се реорганизира во други услуги да дава, и мислам дека нема да останат ни вработените без работа, нити пак ќе биде нешто лошо за корисниците. Според стратегијата на Министерството, процесот на трансформација на овие институции треба да трае 10 години, но тенденцијата е истиот да заврши за околу 2 до 3 години.